Вторник, 24 јуни, кратки вести во 12 часот. Зад нас се полни 1000 дена во кои Facebook страната Охрид најубав објавува дневни фотографии од преубавиот Охрид, кој како и секогаш блеска со својата безвременска убавина. Станува збор за повеќе локации во централното градско подрачје, кое е и најчесто посетувано од туристите. Идејата е да им понудиме дневна доза на сите на кои им недостасува Охрид, без оглед на тоа дали потекнуваат од градот и живеат или работат на други места во земјата и светот, или едноставно им е паднат охридинот во крвта, потенцираат од Охрид најубав. Фотографиите се без непотребни коментари и ретуширања. Богата музичка програма за охриѓани и туристите, надополнета со дегустација на македонски вина и вкусна храна, ќе понуди четвртото издание на Охрид Wine Festival, што започнува во четврток, 26 јуни. Во рамки на трите фестивалски денови, публиката ќе ужива во настапите на Тамара Кукулеле, Даци Александар, Владко Лозановски, Ареа, но и нашите Камелеон, Бекдор Бенд и Урбан Планет, како и неколку диџеи. Фестивалот ќе се одржува на Кеј Македонија на потегот пред хотелот Палас. На денешен ден во далечната 1979 година во Охрид се одиграа два фудбалски надпревари во кои за Инает и Пласман во повисокиот Пелагониски регион се постигнати неверојатни 223 гола. Првата во селото Велгошти, каде домакинот Илинден 903 го победи Младост од Вапила со 134:1, и втората во Долно Лакочереј, каде домашниот Градинар загуби од Дебрца од Белчишта со 0:88. Тоа беше ден кога фудбалот стана кошарка, кога тие два резултати го обиколија фудбалскиот свет, кога во Охрид допатуваа стотина новинари не само од поранешна Југославија, туку и од другите европски држави да се уверат во оваа неверојатна вест за постигнатите резултати. Времето денес сончево и топло, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 30 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.